Почитувани, започнуваме уште едно издание на емисијата Моје лето во рамките на летната програма на Слободен печат и радосна сум што ети денеска ќе се дружиме во овиот прилика еден час и се надеваме дека ќе успееме да ве расположиме и опуштиме преку нашите бранови кои што ви ги пренесуваме овде од морето и звуците на летото. Сите вие кои што можеби не сте на одмор, се надевам дека успеваме да ви пренесеме еден бран летна атмосфера преку оваа емисија. И денеска имаме навистина супер гостин кој што верувам дека ќе ви биде интересно да го слушате со оглед на тоа што не сте имале многу прилика да чуете за неговиот приватен живот. Овој пат од призмата на летото се работи за лидер на политичката партија Левица. Тој е универзитетски професор, татко на две деца, човек кој што пратеник, човек кој што е остар кога се работи за политичките прашања. Да видиме во каква улога ќе се постави денеска и дали ќе знаеме и ќе успееме добро да го опуштиме. Професорот Димитар Апасиев, добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Александра. Сега сум на тој терен, ова не е мој фах на емисии, така што се надевам дека добро ќе си помуабетиме. И јас заборавив уште еден момент, а сакав да го споделам со гледачите, за прв пат во јавноста да споменам дека ова е човекот кој што ме научи за римското право. Еве нема да откриваме кои години да не се откриваме многу. Јас дознав, така што баш ми е мило што си учела римско право на моите вежби. Сега нема да ме испрашувате, не знам дали ќе се сетам на многу работи, овде сум јас во улога да испрашувам. Ќе се земете пријава наредна сесија ќе. Во секој случај нема да биде испрашување, еден опуштен разговор кој што верувам дека професорите не сакаат многу да ги испрашуваат, они сакаат да прашуваат. Обично. Ама сега сум на таква позиција, така што ќе одговориме. Верувам дека нема да биде како испрашување и како испит, туку ќе биде еден опуштен летен разговор. Кој е вашето омилено летно патување? Имате ли такво некое место, такво некое лето кое што ви оставило силен впечаток? Леле, сега намерно ќе кажам за инат на ВМРО-вците Хургада во Египет. Не, тогаш беа СДС на власт и низ нос ми го извадија тоа. Ти текнува да како ме слика, како патува. Ама беше стварно убаво, бидејќи нема врска да скапо ово, но поевтино е отколку Грчка да отидеш на одмор. И ни беше прво со жена ми без деца и баш онака одмор. Бидејќи беше во некој ресторт каде што е за без деца и ни беше вау, можело да биде и убав одмор, знаеш, без галами, без. Инаку јас морам да ти признам дека не сакам многу вода. Јас сум повеќе планински тип на човек. Сум бил извидник многу долги години, од пето одделение па се до студии и моите поими за одмор се на планина повеќе отколку на море или на езеро. Еве до ден денес да не ме викне некој да отидеме да се избањаме некаде на порано на Велешко езеро, ама сега е полно со фекалии, за жал не можеш. Не го бива за бањање. Да, како деца сме оделе, не ми ни текнува да се избањам онака во може вода. Да помине летото и без да се отиде на море. Да, буквално да. И сега одам атер за фамилијата, знаеш, пошто треба. Инаку сам да ми текне, нема никош да ми текне да отидам на море. Значи, моите поими за одмор се повеќе на планина, на мирно место, на така си ги замислувам. И кои планини? Што значи тоа? Во Македонија скоро секаде. Обично, бидејќи моите другари од тие денови се поврзани со извидници, планинари, екоактивисти, многу често одев во Папрадиште. Тоа е планинарски дом во близина на Богомила. И тоа ни беше како нашиот Тибет, така си го викавме во друштвото. Место кое што беше прекрасно. За жал зборувам во минато време, бидејќи општина Чашка им го одзема на дечкиве кои што го воскресна. Тоа беше некој распаднато училиште кое што овие го реновираа дечките од Green Power. Тоа е една екоорганизација од Велес која што е позната по тоа што успеа да ја затвори топилница како најголем загадувач. И јас почнав да се движам во тие кругови, давајќи им правна помош на тогашните активисти кои што тие овие кои дојдоа како инвеститори во топилница ги тужеа, па нив им требаше помош и така завлегов во тие води и они ми понудија да дојдам и така јас го открив практично Папрадиште на мој, не знам, дали сум бил и студент, можеби и средношколец. И немаше лето да не отидам во Папрадиште. Тоа е едно, оние кои не биле, навистина Тибет во Македонија. Јас не сум била. Тоа е едно мијачко село, кое што е најистурено во централна Македонија. Обично мијаците се овде Дебарско таму. Овие се најистурени последни мијачки села во Азот.
заедно со Ореше, мислам дека е, и таму има еден манастир. И обично јас сум по алтернативен туризам. Значи сакам да возам точак по планина, сакам да планинарам, но доживеав повреда на ногата и од тогаш имам проблем со планинарење, морам да ги кратам рутите до момент кога ми причинуваат болка. Така што мислам дека тоа е самен одмор практично. А ова одење на море, на езеро е повеќе за со фамилија. А сопругата ви се придружувала? Сопругата е сосем опозит. Значи, Она па ако не отиде на море, исто како да не била на одмор. Ама таа е таа компатибилност да, кога спротивностите се привлекуваат. Мора така да биде. И јас најчесто кога одиме во Грција, кога одиме во Кавала. И за Кавала имаме анекдота. Кога бев, мислам дека апсолвент на факултет, само што станав демонстратор, бев многу близок со професорот Чкарики. Не знам дали ти предал тебе, него фати ти он е постар, мислам дека ние му бевме последна генерација. И он соработуваше со едно меѓународно здружение на уставно право, со професори од цел свет и препорачуваше добри студенти да одат на летни школи. Има една многу добра летна школа во Грција, се вика, ја организира European Public Law Center и се одржува како летен камп, ама баш камп, во бунгалови се сместени студентите, од цел свет студенти, и се одржува во едно селце, се вика Моронија, мислам, или Маронија. Многу е слично како Прилеп, она на кај Маркови кули кога одиш. Таква мислам, таков пейсаж со нема ништо, нема вегетација. И има едно село каде што овие грчки професори од диаспората и држат предавања на студенти од цел свет за јавно право, значи европско право, меѓународно право и уставно право и така. И таму не прати со уште две колешки и ние тргнуваме, одиме од Скопје со воз до Солун и од Солун со воз до Ксанти. Ксанти е едно место во Тракија, тоа е универзитетски град во Грција, универзитетот им се вика Демокрит, бидејќи античкиот филозоф Демокрит е близко таму до Абдера античка, тоа е под Бугарија на кај турска граница, на кај Александрополи. И ние тргнуваме со воз да одиме на летнава школа и фаќа едно невреме и паѓа едно дрво на пругава и запира возот. И ни викаат: ама пошто Европска унија се грците, не се како кај нас, знаеш, кај нас кога сме иделе со воз, ако те остави возот на некоја станица, 5 сати ти треба да... Овдека одма за 10 минути не пребација од воз во автобус да не носи до некој друг град таму. И јас одиме со автобусов, се разбиструва веќе времево и да не носи до некоја друга станица. Ние прв пат одиме студентарија натаму и од висина го гледам еден град, голем град, значи Кавала е голема колку Битола, 70.000 жители, без покриви, медитеранско, без керамиди, се бело, вака, као, они го викаат као Монте Карло на Егејот. И ја не знам кој е градов, и еден грк пред мене му викам: кој град е ова, друже? Ми вика: Кавала ева. И толку, Кавала ми останало во сеќавање, и кога се земавме со Тамара, викаме: ајде идеме некаде кај што не сме биле у Грција. И викам: ај изгуглај Кавала. И гугла Кавала. И викам: многу убаво. Има еден аквадукт римски од старо време. Инаку тоа е градот кај што дошол апостол Павле да го шири христијанството во Македонија. Тоа е првата европска дестинација практично на христијанството. Понатаму е Филипи на кај Драма кога се оди. И многу убаво викало. И отидовме таму во Кавала, значи тоа е пред ние сме околу 10 години, значи пред 9-8 години и од тогаш секое лето идеме во Кавала. Исак веќе знае каде му е најубавата сладкарница, каде му е играчница, се си знае. Он го знае како Штип, што го знае, како аеродром, што го знае, така го знае. Ја знае Многу Кавала. ми се интересни такви семејства или такви луѓе, пошто секоја година одат на едно исто место и така имам запознаено едни луѓе од странство, така случајно на одмор, кои што кажаа дека над 30 години веќе беа пензионери, над 30 години веќе одат на истото не отидеме во Кавала, како да не сме биле на одмор. Буквално така си... Тоа е одморот. Значи... Кавала ни е синоним за одмор нас, да. И сега, за жал, летово изгледа, бидејќи со Бепчево, со Сара, не можеме да отидеме. Сега ќе го раскажете од тој момент. Не одите на одмор ова лето? И сега тешко, да. Може би на продолжени викенди,
тоа ни е план некаде, ама тешко да така 10-12 дена да отидеме некаде. Ќе ги пуштиме децата можеби со баба дедо, ама ние тешко да отидеме. Веќе може Сара самостојно да ја пуштите? Не, Сара не. Представувам, не би Сара можело, не, да. Исак Премногу и е Ева мала. ќе ги пуштиме, да. Да. И како е сега со бебче по дома? Еве прв пат мислам дека Па излегувате еве, јавно да зборувате за... Не знам подочњаци дали ми се познаваат ночари, не наспани малце, али интересно. Знаеш, не ни е прво и тоа ни дава вака малце само доверба, ама како ви кажа, третото само се гледа, ама не е баш така. Не е баш така, да. Ние баш обратно. И сега ние малце не сме спиени, плаче, сега поминаа 40 дена се стабилизира со грчеви во мешето. Ама тоа е родителството, е такво, така што сами сме си сакале, тоа е тоа. Ама берикете, секој дете е берикет дома и е убаво. Професоре, се сеќавате ли на првиот одмор како дете? Каде сте заминале? Ги паметите ли одморите како дете? Каде се Па одмора? види, јас потекнував од не би рекол сиромашно во тоа време во Југославија, но од работничко земјоделско семејство. Значи татко ми работеше како техничар во тогашниот гигант Велешки Лозар. Работеше на лозија, како се вика тоа, за вино производство. А мајка ми беше фабрички работник во порцеланка. И тие две фирми вработуваа пола Велес практично. И јас потекнувам од работничко земјоделско семејство. Ние сме имали и наш имот оставен од дедо ми, кој што татко ми го обработувал како земјоделец, до ден денес го имаме. И не сме имале некои одмори по ресорти, по луксузи. Нашите одмори биле во Претор, во камп Приколка, се сеќавам, тоа ми се првите, значи јас сум бил колку Исак мој сега, 7, 6, 7, 8 години. И уште памтам некои, сме имале фикио со фикио, стандардна југословенска работничка фамилија. И потоа во Струга исто, во камп Приколки. И тие ми се првите сеќавања за одмор. Значи во Струга и во Претор. До ден денес имам анегдоти, ми скршија зап во кога бев мал, до ден денес првиот зап ми е скршен. Инаку имам многу здрави заби на дедо ми. Не одам на заболекар воопшто, имам здрави генетика. заби, да, ама скршен ми е првиот зап уште од тогаш во Ас со деца кога сме се дружеле. Кој е тој неранливајко? Го памтам, едно дете ми го скрши со глава, ме удри ми го скрши заба. Да. Не ви беше студент да се одмасите. Колку мене беше. Се шегувам. Така, и тоа ми се првите така сеќавања. Потоа ви кажав, бев извидник и многу шетавме со извидници. Извидничкиот одред Димитар Влахов во Велес е еден од подобрите извиднички одреди. И многу одевме во Србија, во Војводина, имавме таму братски одред. Прво во Ниш, па во Војводина имаше некои летни школи као колонии за ликовни колонии. Мене не ме бива за цртање воопшто, ама одевме таму да се шлаеме како средношколци. И беа по 2-3 недели траја. Тоа беа шатори распослани со логорски огин, со така. Што ве научи извидништвото? Па извидништвото е многу добро. Јас сакам Исак да го пуштам кога ќе попорасне, затоа што прво има многу дружење за млади луѓе, потоа скаутизмот те поврзува како една контракултура, не знам како да кажам, како луѓето се делат на оние кои биле извидници и кои не биле извидници. И потоа те учи на скилс, на вештини за преживување во природа. Јас бев многу добар во ориентација и топографија. Одев на многу републички надпревари, топографска карта, и ти даваат само географски ширина, должина, така. И ти треба тоа да го ставиш на карта и практично одиш на непознат терен со бусола, со компас и се снаоѓаш. И имаме многу анегдоти кога сме се загубувале дечишта по планини. За сета среќа тоа е безбедно. Имало и ноќни биваци, значи буквално ноќно време пуштени патрола од 4-5 души и ти одиш ги наоѓаш точките во планината. И е многу убаво доживување. Ви се нашло вака низ животот нешто од извидништвото? Сте се нашле во некоја ситуација да речете еве среќа што бев на извидници? Можно е да кажам дека ми се нашло. Еднаш ми се случи, како викаат, планината ја сакаш, се додека не те стемни у планина и после тоа замрзнуваш цел. Ми се случи на Пирин планина. Одевме често на Пирин планина во август месец сега.
не знам дали знаеш, има една секта. Сектата се вика Дановисти, богомили, се облекуваат во бело, религиска е сектава, и ама од цел свет, и доаѓаат на 7 Терилски езера и таму прават како церемонии ритуални со пеење, танци, со... И има многу репортери, ги снимаат, и нас еднаш ни текна да отидеме. Имам 2-3 пати отидено, но таа година отидовме на 7 Терилски езера, многу убав предел е тој на Рила планина. И на враќање, не знам што ми текна, не се враќаме со жичарата, ај ќе одиме пешки. А јас не го знам многу тој предел. И буквално се загубивме. И почна да не стемнува. И веќе ти се крева адреналин. Мене ми има еднаш стемнето на Маврово, но тогаш бевме деца и патрола по нас не пронајде. Да, не си возрастни толку луѓе, да, сам. не најдоа. И не вратија во кампот. Ама сега нема кој да те најде. И тоа беше пред неколку години. Пред А колку 10. луѓе сте? Тројца. И тоа луѓе. дополнително е да си И повеќе па друго, некако е. бугарите имаат многу развиен планинарски туризам. Они се држаа со море, а повеќе приход имаат од планините. Значи се многу развиени како. И имаат инфраструктура, за разлика од кај нас што имаме распрчкани планинарски домови, они ги викаат хиджи, тоа се као полухотел, полупланинарски дом и се чести и имаат развиено и ова маркации и слично, но ние го изгубивме патот надвор од маркацијата. И сега тоа е прашума практично. И доаѓаме до едно место каде што веќе те фаќа паника, бидејќи газиш на хумус, тоа паднати гранки, кои што над колено ти доаѓа и не можеш да газиш добро. Изгубена Отежнува маркација, се паѓа сонце, веќе квечерина, паника не фаќа, скрос изгубени, мобилни не работат. Нема мрежа. И нема мрежа и сега што ќе правиме? И ова што ме праша за скилсови извиднички и сега јас логицирам, почнуваш да дедуктивно. И си викам, чекај сега, имаше жичара, значи мора да има некаде тука жичара. Жичарата мора, нели има сајли, мора да ја бара жичарата. За... И викам, јаке вода, мора да најдеме жичарава некако и тргнуваме по осет, каде бевме, на кај сме тргнале, успротивен правец да ја бараме жичарата. Одиме, веќе се стемнува, скроз месечина се појавува и јас догледувам еден столб од жичарата на едно 500 метра и викам готово, спасени сме. Одиме до жичарата и нели под жичара обично има сеча. Да. И само ги следиме столбовите, а они веќе паника во кампот, ќе тргаат да не бара тројца, да, веќе стемнато и не можат да стапат во контакт со нас. И така, тоа ме спаси извинништвото, така. Среќа што да имало друштвото вас, значи во ситуација. Да, и така се спасивме практично. Во 10-11 ноќта ние веќе се спуштивме доле. И тоа беше, инаку е стварно страшно да те стемни. И сите љубители, знаете, ние го пасторално го кажуваме, рустикално, убаво е, да, убаво е, ама оди нека те стемни во планина, без сигурно. опрема, да видиш колку Не е пријатно чувството, сигурно. Да. Имате помала сестра, ако не се лажам? Постара сестра. Постара, 2 пардон. години постара, да. Вие сте, значи, помалиот. Колку сте блиски со неа? Како се виката? Так, Дали ги многу паметите? сме блиски. Да, како детството, со оглед на тоа што сте блиска возраст. Така, да. Она е Колку сте се 2 години дружеле? разлика, година и 9 месеци и она е книжевник по образование, немаме допирни точки со мене, но сме прилично блиски како брат и сестра и еве сега кога ме подсети на сестра ми, моите можеби пред претор или после претор, таму пред Струга пред нас, не праќаа на тие нели од секоја фирма во тоа време во Југославија или веќе сме биле осамостоени можеби, имаше како детски летувалишта, многу убави. И се сеќавам дека не праќаа заедно со сестра ми, она Дада постара, да ме чува, не праќаа во Берово, во Пелистер, детското одмаралиште и тие ми се убави сеќавања. Ама мене ми било убаво, ама на сестра ми не, затоа што она требало да се грижи за мене. И во тоа време немаш мобилни, еднаш на рецепција ќе ти се јават во 10 дена. Ама тоа е убаво, те челичи, знаеш, не као сега, се со родителите, се и, знаеш, стануваат некако зависни. Тогаш си пуштен, братче, те носат 10 дена, еднаш ги слушаш родителите, а не си голем, дали си забавиш те прво оделение. И сестра ми постара, она треба да се грижи за мене.
и као сега се сеќавам на мајка ми и се жали. Мамо, ма не можам да му ги облечам чорапите, он спие на сабајле, ја не сакаш да че Си имала мака. она си има мака со мене, да. И така се сеќавам на тие, па креваш знаме на сабајле. И убави сеќавања од детството и секое лето сме оделе на такви. Не Значи, пуштале. постојано сте оделе заедно, брат и сестра, Да, ве па ве едно носеле 3-4 години можеби тоа и после она веќе ако станала тинеџерка, веројатно ќе ме шитне, не сака. Тие се тие неколку години кога се чувствува таа разлика. Да, али ние бевме прилично блиски, дури и во тие години ние се дружевме заедно, имавме во Велес исто друштво, бевме по алтернативна музика и така. И таа е во тие кругови? Да, и така. Не сме биле кремци, ние ги викавме, не сме биле такви. И по алтернативно, и по друго те интересира, по друга музика, по друга литература, поезија, така, културњаци некои. И до ден денес со тие луѓе се дружам, по концерти кога ќе се видиме. Дел од нив станаа за жал пропалици, пропаднаа со дрога и слично, но дел од нив станаа многу видни интелектуалци, успешни луѓе и до ден денес кога ќе се видиме се евоцираме спомени од гимназијалски денови и така. А ако евоцираме спомени за летото во Велес некогаш, има ли убави спомени од тоа време? Па летото, ти викам, ние бевме алтернативни, не одевме по кафичи. Нашето дружење беше во Младинскиот парк, на едно место што се викаше Шпанија, го крстивме, тоа беа 3 клупи и практично тука се купуваше вино, пиво, грицки и така сме ги минеле вечерите, гитара веројатно и така. Ја слушнав негде дека имате гитара и дека сте имале обиди, еве така ќе кажам. Имале неуспешни обиди, да. Сад не го реков Види, јасно. да знаем да пеам, ја може ќе бев и некој рок пеач, ама за жал или за среќа поима немам од пеење. Еве, сестра ми пее добро. Па ете, вие свирете тоа ми е дека Джес пее. Тапанар, музичар, прави филмска музика, еве сега беше во Јужна Кореја, во Сеул и театарска музика, ама јас сум дибидус за пеење, врска немам, но имав обиди и имам до ден денес имам една акустична гитара, една електрична и една бас гитара и појачало Маршал, што во тоа време беше вау, Маршал појачало, ламбаш, ми го даде еден роднина на мојот татко, бев до Валандово да го земам. Ама тие беа стари реликви со ламби, буквално до ден денес работи, мислам дека тоа. Но имав некој во средна школа обиди со бендови такви. Но моето врвно достигнување е на една божикна приредба на гимназија. Толку ја свирев Хотел Калифорнија, една другарка ја пееше и толку е мојот јавен Толку бил настап. настапот во однос И на еднаш, гитара. мислам дека во Војводина, во еден град таму, со извидници на некоја електрични, имам некоја слика и толку биле моите јавни гитарски настапи. И некој знам до ден денес, некои песни знам, ама одамна немам свирано, немам ни жици на акустичната, немам ни време. Ама не ме бива за музика. Нека си стојат, не се знае кога ќе им дојде времето, кога ми ќе, како викаат, ни ми јаде, ни ми Но пие, нека слушам стои. убава музика, така што тоа ми е допирот со музика. Не слушам вака турбофолк, ми е тиња. А што слушате, еве, како се опуштате? Па, да кажам, нема да ми верувате. Слушам New Age музика, значи, еве, црковна музика ме одмара, византиско пеење, од ова рок-н-рол стандард, во последно време джез и блуз. Блуз ми е музика за работа. Значи музика си ја пушташ и можеш да работиш. Иако не сум човек кој сака бучава додека работи. Обично дури и кога сум студирал, кога сум учел, сум имал колеги кои со радио пуштено, они си работат, си пишуваат. Ја не можам, барам тишина. Но сега често знам од радијава, не знам, го слушам лайв, така највеќе ми одговара. Бејќи пуштаат таква музика која мене ми одговара. Ме нервира реклами која ќе ми пуштаат, а многу пуштаат. Ама од тоа живеат, не знам дали за жал, знаете. да. Така е. И овие интернет некои радија онлайн што се 24/7, такви знам да си пуштам. И таква ми е музика. Имам солидна колекција на MP3 музика. И претежно е алтернативно оваква некоја си New Age музика. Така? Музика, не знам, афрички музики, индиски музики. Тие ме одмараат и бидејќи сега со деца, порано кога бевме сами со Тамара и она сакаше, ама сега деца им смета
и ме натера да си купам слушалици и си купив едни добри слушалици, онакви на Bluetooth, големи, кога се исклучуваш, ништо не слушаш и знам навечер да си пуштам, особено вака во стресен период, тоа ми е единствено Сега дома луфта. предпоставувам се слуша детска музика, пуштано е нешто детско. Да, од релаксаторот, од фабричко нешто е. И тоа Па и тоа релаксира, нели релаксатор е. релаксира, да. И навечер пред аквариумот знам да си ставам слушалици и тоа ме опушта. А имате аквариум? Имам Голем? аквариум, да, Колку риби? кога се земавме со Тамара, она си пронајде хоби, она знае да црта и дел од сликите кои ни се урамени дома се одне нацртани и си најде хоби цвеќарство. И многу ја релаксира. И цел стан ни е со шума практично, со цвеќиња. Вау. И сега јас си викам, па добро, ти си го врати хобито, ај сега и ја, шо ти беше тебе хобито? Викам, мене ми беше аквариум. Јас чував огромен аквариум во Велес, значи преку 300 литрски аквариум, а во акваристиката е обратно, значи колку е поголем аквариумот, толку помалце работа имаш. Колку е помал, толку повеќе работа, бидејќи почесто се загадува, треба да менјаш вода, Помала површина, филтри, да. така. И сега дојавме до разумен компромис да земеме некој аквариум од 60 на литри и јас си го купив пред 3-4 години и сега си го насадив со растенија. Колку жив свет има во него? Па има, јас чувам специфични риби, ми даде еден другар, мој Спасе, ми даде дискуси. Тоа се многу циклиди риби, специфични. И се чуваат, они се капиталци, растат многу големи и убави, и покрај нив чуваш мали риби, овие Т3 многу, и не ги броја, многу се, значи јатни се тие, али овие капиталци се 4 само на број, и тие се доминантни Украсот, такви, да, да. украсни се. Слични се на овие морские, такви се шарени, има различни видови, овие моиве се шарени, и тоа ме релаксира. Имате друго домашно миленице? Немаме, како дете сме имале кучиња и мачки. Татко ми особено чувал кучиња, загари, териери, такви, или стритери што ги кажат, улични кучиња Да, овакви. И речи си да сме немале период од детството кога што сме немале куче. До ден денес се сеќавам на една гара, териерка. Плачевме кога умре, знаеш, како дел од Како се семејство. приврзуваш, нормално. Но не, бидејќи во стан не чуваме куче. Мачки исто сме чувале во Велес. Имавме еден том мачор, порасно огромен, како ангорец, таков жолт, како лав личеше буквално. Кој ќе се исправеше и кога јадеш, ќе се исправи, беше многу воспитан. Не ти додева, само те допира вака по раката да му дадеш. Бара внимание во на детството сме културен чувале, начин. да, но Така. вака веќе од кога се оженив не сме чувале ни кучиња ни мачки. Еве само риби ако се рачунаат. Апсолутно, како не, рибите се одлично домашно милениче кое што не Знаеш, бара не многу. лае, не ти прави препучава. ѓубре, да. А се супер. Да. Сакав уште малку околу детството во Велес. Тоа ми беше Така. прашањето. Дали го паметите летниот период во Велес како дете, кога сте биле многу мал? Што правевте? Дали ги имавте истите игри како еве овде во Скопје, во стенатите градови? Што се случуваше? Какво дете бевте вие? Па ние во тоа дрнато дете ние го и не знам Да? дали се преведува на веќе дрнато е да си бесно дете. Сите ќе да. разберат, да. Бесно дете. И сега викаат што си им правил на родителите, тоа ќе ти прават твоите, не дај Боже тоа да ми прават. Јас имам 7-8 дупки на главата. Имам шиено уво од удрено од точак ми го скинаа, па ме шиеја во болница тама. Значи имам многу анегдоти поврзани со дрнато дете буквално. Скршени прст, раце, така што не дај Боже Исак да ми го прави тоа што сум ги правил јас на моите. И се сеќавам, Велес е многу жежок, бидејќи нема шума, ноките се многу жешки во Велес, но ние за среќа овој имот што ти го споменав од дедо прадедо оставен, татко ми го обработуваш и таму имавме овоштарник, имавме на пример круши, јаболки, цреши и како деца многу често сме оделе. Тоа е едно село, па не е ни село, тоа е веќе викенд населба, повеќе Дурутовец се вика. Тоа е кога идеш од Скопје, после Патарината, од десна страна тие ридови, тоа е тоа место. Има многу убава анегдота една за Дурутовец, велешани биле многу итри луѓе и кога било бомбардирањето во Втора светска војна,
германците кога бомбардираат, они ја исклучуваат централата во Велес, да не паѓаат, бидејќи немало радари као сега, кај има светло, таму фрлаат бомби. Они ја исклучуваат струјата во Велес и носат фенери, буквално фенери, на лозијата во Друтовец. Браво. И таму се паднати сите бомби практично. И до ден денес има бомби откопуваат луѓе во Бавчеванџи што се. И сите велешки бавчеванџиски фамилии, јас потекнувам од таква, дедо ми и прадедо ми биле бавчеванџи. Сите имаат имоти во Друтовец. Значи по 10 декара, огромни Што имоти. е Бавчеванџи? Бавчеванџи е човек кој се занимава со земјоделство и продава реколтата, ја продава на пазар. Но не му е тоа основна професија. Таков беше и татко ми. До ден денес татко ми е почесто во Дурутовец отколку во Велес. Значи, бабата моја, на неговата мајка, продаваше на пазар, на зелен пазар. Оној зарзават кој тие го одгледувале, например, бамји или овоштијава, бидејќи не можеш се да изедеш, знаеш, имаш голем овоштарник, да, и одиш на зелен пазар и го прода. Тоа е Бавчеванџи, да. Има се уште бавчеванџиски фамилии во Велес. Да, тоа се уште си постои, се практикува. Да. Порано имале и ЕСНАФ заеднички, како сега би го рекле стопанска комора. Во тоа време ЕСНАФ ги викале, како гилди, здружение. Но со тек на време се распаднати, но останата е таа традиција. Обично тие луѓе имаат и викендици сега по тие имоти и тие се големи имоти, по 10 декари имале и повеќе. Мојот прадедо имал практично селото Дорутовецки што е сега, он им го продал на селаните сегашни за да они си изградат куки. Тоа биле големи имоти. И тие се неколку фамилии, 20 на фамилии во Велес, познати презимиња кои што имале такви имоти. И така е останато во традиција. Има и староградски песни. Па дел од неа е многу продадена, распродадена, како се, знаеш, браќа, сестри, како се делела. Да, тоа биле големи имоти, да. Но татко ми се уште има таму имот од околу 10 декара, кој што он, бидејќи е тоа учел за агроном, не го завршил факултетот, но тоа му е во крвта, како да кажам. И се уште си крои, си подкројува, таму си ги наводнува, си полева. Има цел систем вградено капка по капка. Јас не знам ништо од тоа, не знам вентилот кај му стои и он треба да ме обучи некој ден тоа како е. Со ископана вода бунарска и така. И као деца сме оделе многу во Дурутовец, сега го носам Исак да си поигра фудбал, бидејќи е убаво место, тоа е долина една со рамница. Но вака со земјоделие јас не се бавам. А одите често во Велес, патувате? Па види, порано многу почесто, затоа што кога се вработив во Штип и кога одев на кај Штип, патот беше низ Велес. Сега со новиот автопат повеќе одиме на кај Штип и тој го избегнува Велес. Сега, но гледам барем еднаш месечно да отидам, да ги видам сестрами моите и така. Имам внук, Олег, он е малце постар од Исак, но му е рол модел, знаеш, он е постар братучет, па 2-3 години и сега што ќе прави овој му е лепенка, се истото го прави. А каков е Исак? Еве сега Сара е многу мала, не можеме уште да зборуваме за неа, но Исак каков е? Може да се каже дека повеќе е на тато или на мама? Најлошото од двајцата. Вака исцедена есенција. Татко или мајка не вика. Знаеш како? Лошо од аспект на дрнатост, на енергија, но е многу паметно дете во суштина. Сега ќе има една претумбација он во животот, што не е лоша затоа што и ние може. Јас сум ја немал, Тамара ја имала, а тоа е да го смени школото. Аха. Затоа што сега од септември ние ќе се преселиме во Штип да живееме, а не во Скопје. Он сега учеше во аеродром во Блаже Конески и сега многу разговараме на таа тема, му го покажуваме школото, да не му биде шок, да. Тоа е, сега го запишавме, го однесов сега. Сега тоа ќе биде кој одделение? Второ одделение, да. По ново второ, по старо прво, да, затоа што многу мали тргнуваат. Реално он тргна со неполни 6 години во школа. Ние сме тргнувале со 7. 6,5-7, така, да. И многу е мал за веќе сега е созреан за да тргне, да. И многу разговараме сега, особено Тамара кај нас го има тој момент на воспитување и преку разговор за да не му биде шок. Па он тука сега имаше другарчиња, па
па како сега во новото, па што ќе му биде. И сега сме во таа фаза, и он веќе си го знае, бидејќи таму исто ќе му биде блиску, и тука му беше блиску, таму ќе му биде уште поблиску школото. И сега сме во таа фаза, инаку е многу воспитано, културно дете, бистро дете, многу гледаме да сака да има само дисциплина, не му даваме многу на мобилен, нема дури негов мобилен, туку го зима на мајка му, на баба му, па прашува дали може да поигра. Сега сме во фаза на читање лектири, Зоки Поки. Сака да мора чита? да прочита, па сака да, он сака и знае дека треба тоа. И дома, бидејќи можеби тоа и подсвесно е, дома имаме огромна библиотека, бидејќи универзитетски професори и јас и Тамара немавме каде да ги ставаме книгите. И уште пред да се земеме, јас имав уште некој си ситен буџет од кога го купив станов, имав аскетски еден кревет, плакар и толку. Пошто не женет, не ти треба и имав пари или за кујна или за библиотека. А имав 3 библиотеки. Една во Кочани ми беше, бидејќи таму работев, една во Штип, една во Скопје само, и една во Велес, 4 библиотеки. И сега, кога пишувам труд, ми треба книга. Јас знам дека имам книга, ама не знам кај ми е. И викам, да, и викам не, ја морам да си направам една централна, депозитарна, а све друго само инцидентно. И му викам на мајсторов овој, каква кујна, не знам ја да готвам, прави библиотека. И ми направи библиотека во дневниот престој од едниот џам до другиот. Значи, огромна е библиотеката. И си ги донесов сите 4 библиотеки на едно место и плюс на Тамара библиотеката и сега имаме огромна во дневниот престој библиотека. И веројатно Исак од таму гледајки, он дури му правиме таква, еве на овој сајам на книга, му дадовме негов буџет и он да си купи сам книги. Да си одбере сам. И он си купи 3 книги и сега си ги чита, така и така му правиме навика. Тоа учење на навика и па, начин он на нон-стоп живот. нас не гледа со книги. Јас имам навика уште од дете, јас не заспивам без книга. До ден денеска, значи со столна ламба, јас читам пред да заспивам, бидејќи ми е најубав метод на заспивање. Да. И он не гледа нас постојано со книги и тоа му е нормално, знаеш. Да, тоа му е дел од секојдневието и добро смета дека е, така сега, треба. За сега е окей. Одлично одношне така. Ние бевме плашливи со Тамара, бидејќи не го пуштивме во градинка. Него го изгледавме ние со бабите практично. И кога го пуштивме во прво, многу бевме стресирани дали како ќе се снајде со социјален момент, бидејќи не се дружел претходно само со братучет му, па фати и ковидот, знаеш, ковид многу деца, лошо. Тие се деца, у ви сте на карантини. грејата, И ние бевме многу скептични, но добро се снајде. Си направи другарчиња, си се дружеше, после часови фудбал си игра, така и убаво. А како реагира на сестричката? Па убаво реагира, да. Помага околу. Убаво реагира, сега он е во Штипка и баба му и се јавува на Вибер да гледа, па изборува лепотицата на Бато, па Браво. да. Така, Браво. и убаво. Одлично. Кажете ми, со сопругата таа е од Штип, Од ако не Штип, се да. лажам. Штипјанка. Се запознавате, предпоставувам на Штип. универзитет. Да, во Штип. Добро, може и у Скопје да се запознаете, Да, не е да. невозможно. Се запознавате во Штип, може ли да ни кажете првиот момент кога ја видовте, каква беше таа средба и како свативте дека сакате да се запознаете повеќе со оваа личност? Па ја видов на некоја новогодишна забава таму, да. И ништо после тоа не ја знаев, се додека, бидејќи ние во Штип бевме како ние софистине во античка Грција, патувачки даскали, селски учители не зафркаваат. Овие скопјани ве одуким, нас на угада не зафркаваа, вие сте селски даскали, пошто беше дисперзиран универзитетов. Јас тоа живеев во Скопје и сега, например, јас станувам са Бајлево 5, пред хотел Карпош ме зима автобус или комбе, службено, и не носи. И сега зависно кај ти е распоредот. Денес можеш да имаш предавање во Кочани, во Штип или во Струмица. Тие се дисперзиите. Или во Скопје, бидејќи имавме и во Скопје. Значи во 4 дисперзии. Зависно од скеџулот кај ти одиш да предаваш. И баш селски даскал, стануваш во 5 сабајле, зимно време, темница стануваш, темница се враќаш, не? И И патувањето. на враќање, после тоа, после докторатот некаде, јас живеев во оние станови за докторанти што се во кај педагошка академија во Карпуш.
И ти завршува докторат, ти го предаш станов, не сум ја ко ВМРО-вци цел живот да живееш у тој стан. И го предавам ја станов и се враќам во Велес тој период. И тој период патувам со кола. И бевме 3-4 колеги, ротиравме еднаш со мојата кола, еднаш со неговата, па со друга кола. Во Штип никогаш не сте живееле? Во Штип не сум живеел, не. Сега прв пат ќе живеам од Ќе ве прашав каде е најдобро, ама очигледно не ми е на место прашање. И одиме, патуваме и на враќање одиме со кола до Штип и од Штип со комбе одиш до градот кај што треба да предаш дента. И јас дента предам во Струмица и овој колегава кој што треба да не враќа дошол порано веројатно од друг град и ме чека мене за да и он седи на ручек со сегашнава ми сопруга. И ми вика тука сме со една колешка, вика дојди да јадеме, па ќе се Ова одиме. е вториот пат кога ја гледате. Ја гледате прв пат, така? Прв пат ја гледам на забава, поминува може година дена од тогаш и година дена поминува Да, тогаш. ништо. Јас мислев ова е непосредно после неколку денови. Аха. И одам јас со колегава и така прв контакт така. И после тоа она е пред мене запослена, она станува доцент. Па јас си честитам, па ај на кафе и така почнуваме. Така се започнува приказната Да. всушност. И после тоа не бевме многу долго во врска, околу година дена пред да стапиме во брак, но тоа е веројатно и животно искуство, знаеш. Секоја наредна врска ти е пократка од претходната и си викаш се истото е процесов, зошто да оди 10 години кога може да оди. А како ја запросивте? Беше Ја тоа некоја запросив церемонија? на едни види, јас сум сега политичар, се ми е врзано со избори. Ја запросив на едни локални избори, значи не на минативе, на тие предминатите. Се сеќавам, јас се кандидирав за советник во Велес и беше ситно броењето, али влагам, али не влагам за советник, знаеш. И ноќта во 2 саат. Час сум влезен, час не сум влезен, зависно како ги бројат од изборни места. Се бркаат резултатите. И мене стрес ме, викам, и се јавам на една другарка у Велес, оди ти, викам, во општинска изборна комисија таму, со полномошно, ја немам живци, одам да се женам, ја. Како бе да сум така, викам. Палам колата и у 2 сати идам у Штип и ја запросив така. А прстен имавте предходно? Имав Си знаевте претходно, тоа, да. значи Е, ваков сличено, ова ни се прстените. Немаме такви оние со циркончиња, миркончиња. Па еден, па втор, па трет за не, еден имаме ние и толку. Го нарачав од една другарка што прави филигран. И има семантичко значење, има филозофија во тоа, со еден антички символ од римски свештеници, има цела приказна и го чував за погоден момент, знаеш. И тогаш викам, сега е моментот. И знаеш, често кога ќе речат, Апасиев ме блокирал на Фейсбук, викам, кажи има, Апасиев, жена му си ја блокираше на Фейсбук која ја запроси, а не бевме нешто тогаш скарани, не? Нешто така се случуваат тие работи. И джа или бу, или ќе биде, или ќе продолжиш скарани. Веднаш кажа да. Па да. Она имала наум другиот ден она да ме запроси, ако ја не ја запросам, така да сум ја преварил за малце. Значи така од оние жени кои што те вземаат чекор, не. Тамара е. Машка жена. Да, од тие што се со силен дух, што би Да, се да. рекло. И таа е во алтернативниот свет. Па да, тука сме слични. Имаме и слични вкусови за музика, па и за облекување до некаде, знаеш. Она е по шик малце, јас сум по даркер, знаеш, јас сум Вие сте секогаш во црно црно. кошуња, да. Вие сте секогаш во металски црно. малце. Тоа ви е белего со црното. Да. А она е по така, познае да се пооткачено се облекува, по со стил. И сме добар компатибилен пар. Значи некои особини кои јас ги немам ги има она, некои особини кои она ги нема ги имам јас. Така. И не зафркаваат оние кои подобро не познаваат, едниот е МВР, другиот е МНР. Да, јас сум за повеќе за внатрешни, она е за надворешни, кога треба, не знам, да се викне некој, да се јави некој некаде, да, она е така. А кој е построг? Бидејќи она е. Со децата построг е Тамара. Да? Да. Да. Она е воспитание. Таа што, а Да, вие сте тие што им дозволувате. Па не, јас се трудам да ја следам и некогаш кога она ќе рече не, јас гледам и јас Поддршка, да не си го рушиме авторитетот.
многу најповеќе со децата, бидејќи јас сум и почесто излезен од дома и сето тоа. И она е почесто со нив и знае да им стави граници и задоволни сме од тој аспект, во ред како да ги се воведе. градат како карактери. А Да. кога сме кај ова, помеѓу вашите родители, кој беше построгиот родител? Велите дека сте биле дрнато дете, кој ве караше повеќе? Имавте ли така малце строги родители или не? Какви беа вашите Мајка ми повеќе не воспитувала, како сега Тамара, но татко ми веројатно бил оноја патер фамилијас фигура од аспект на тоа, не знам, да не идеш по флипери, да не искачеш до касно и од тој аспект. Мада не сум бил некој проблематичен од аспект на пороци или на лоши друштва или на забегување, не. И Било покрај во- тоа што синонимот за алтернативната Да, јас сум секогаш сум биде имал, таков, да, секогаш сум имал граница. Види, тоа е и предрасуда. Да, се согласувам До комплетно. ден денес, еве, дали оти сум поминал низ такви друштва, до ден денес не се осеќам, повеќе се осеќам небезбедно да поминам у некои костимосани, отколку некои дечки кои се алтернативни, дали се панкери, металци, рокери, дали оти сум таа крвна група, ме сваќаш, тие луѓе се пофрендли отколку И помирни, и во суштина. апсолутно. И мојот Обштеството дојме ги таков. стигматизира поради, не Да. знам, Изглед. панкерска фризура или Тетоважа. тетоважа или нешто, но во суштина се добри луѓе, така што немам проблем. И секогаш сум имал граница. Никогаш не сум западнал во порок. До ден денес не ни пијам многу алкохол. Од алкохол пијам само пиво и пелинковаc, толку ми е. И у принцип сум аскетски карактер. Дури и Тамара некогаш ме кара. Ми останало веројатно и тие денови на студии, сиромаштија, бидејќи моите после паднаа во стечај, им отидоа фирмите. И сум навикнат на малку, знаеш, со малку да поминеш и не гледам нешто, луксузирање, не ми е тој, лајфстајлот не ми е тој едноставно. Кога сме кај пиење, ќе ве поканам Да. да се напиете, ова е безалкохолен Да, безалкохолен. коктел од нашите пријатели Дион. Се надевам дека ќе ви се допадне да не освежи во овие летни денови, покрај тоа што денов кога снимаме е врнежлив и малку студен, се смеам дека можеби требаше чајче да ни дадат наместо коктел, но во секој случај Види, летна јас знам емисија. чај да си направам летно време. Така што зелен чај, црн чај, тоа пијам. Зимно време секогаш пиеме чај. Овие мајчина душица, такви некои. Оние домашни зборувам со тревки. Со тревки многу ѓубере ми прави, а јас сум многу педантерија, не кем, па овие купечки си користим. Во кесичка што се, да. Тоа во зима, а во лето имате некакви... Во лето еве пиво, знам, во фрижидери имам секогаш, но мали лименки, мали. Големите ми се многу големи. Имам проблеми и со гастритис, со желудник. Секогаш кога има избори, јас сум као трудна жена, повраќам на сабајле од гастритис. Стресот, Да, имам рефлукс некој и пивото знае да направи проблеми и затоа мало пиво. Знам, летно време мало пиво. Тоа ми е. И во кафичи, во кафана пиво во принцип пијам. Сакам кога одам во странство да ги пробам нивните пива и секогаш ги пробувам и некогаш се разочаруваш, а некогаш пак ќе налеташ на многу добри пива. Еве последно во Москва, не знае дека русите, јас трет пат одам во Русија, но не знае дека имаат толку добри пива, например. Да, и секаде кај што одиме по странство, обично со Тамара ја имаме таа, како да кажам, убав момент, бидејќи сме универзитетски професори, често има симпозиуми. Порано јас пред да се бавам со политика почесто, сега не, но Тамара се уште, например, последно во Болоња кога бевме универзитетски град, убав студентски град и често знам, например, кога Тамара има некој симпозиум, јас да отидам приватно, да си платиме хотел приватно и да бидеме 2-3 дена така да избегаме, бидејќи немаме многу време со работава. Каде се сте биле од тие патувања? Па сме биле. Заедно не многу, во последниве години, не знам, сме биле. Но сме биле Хрватска на симпозиум, цел Балкан скоро, Грција, Турција, јас сум бил, Италија. Тамара беше едно време визитинг професор во Шпанија. Она има во Шпанија неколку пати одено службено. Европа, сега после Холандија, мислам, така да она повеќе шета преку работата.
Јас сега со политикава, јас сум на исток повеќе, не знам. Така сте приоритирани. Да, наредно ми е Кина да отидам. Требаше сега во октомври, но поради изборите Сериозно? одложив, да. Поради изборите одложив, требаше 2 недели во Кина, но не сум бил во Кина. А сакам многу да отидам, затоа што тоа е научна фантастика се за нас Друг свет. отидени напред, да. И овие моиве сопартици Беа, Хактан, Амар, но јас не стигнав да отидам. Последната покана беше за во октомври, но морав да откажам бидејќи се избори, морам да сум тука. Така што ќе има прилика понатаму да отидам во Кина. А најдалечната дестинација која што сте ја посетиле е? Па мислам дека само да се сетам. Аха, најдалечна вака ми е Валам. Валам е манастир до Финска. Тоа била финска територија, но сега Русија им го земале после војната и сега е руска територија. Тоа го викаат Руската Света гора, бидејќи е остров со монаси. И таму имаше двајца македонци, едниот почина, мислам дека сега, кога ние бевме, тоа беше пред едно 6-7 години со професор Чкарик и со неговата сопруга тетка Олга. Бевме на еден симпозиум за историја на право. И беше многу убав симпозиумот, тргнуваше од библиотеката на Достоевски во Москва, преку параход, значи со брод, и цел симпозиум беше на брод практично, преку каналите по Волга, по градовите и запираше во Санкт Петербург. И оттаму отидовме на Валам и тоа е веќе горе скроз. И тоа ми е најдалеку кај што сум бил. И звучи за едно многу убаво патување. Да, многу Би го убаво. вброила Беше како параходот специфично. беше опремен со сали конференциски и многу убаво. Имаше научници од цел свет, историчари на правна беше, општествени науки, историско општествени науки. И беше многу убав концептот. И запираме во градот, например во Волгоград, па таму си цел ден, па на параходот, па пак продолжуваш до друг град, низ тие нивни канали што ги имаат, многу убаво. И тоа ми беше, веројатно тоа ми е најдалеку кај што сум бил. Тоа ми е во сеќавање. Колку ви се менува начинот на живот од како се одлучивте да влезете во политика? Па многу, за жал. Тоа е единствено што си го префрлам е тоа што кога немаш фамилија не го гледаш така. Сега кога имаш малце е позезнато, затоа што знаеш, те сликаат, па те објавува по портали. Прашање красте, прашање на сега, време. мене кога ќе ме сликнеш, окей, по купачи или гол. Ама детево кога ќе ми го објавиш, тоа малце те погодува и прашање на време е кога ќе земам некој мобилен да фрлам у море, озбилно. Знаеш, пошто сепак е некултурно. Окей, мене, кога сум, ама немој детето, знаеш. И тој момент ми пречи искрено, затоа што не разликуваат што е приват, па ти го спружира детето на насловна, па треба се јавуваш да му викаш дека да го повлечеме, сегаш има секакви. Тоа ми е малце неубаво, да. Инаку јас сум навикнат и на јавен притисок и на јавна работа, немам мака од тоа. Единствено што ми смета од кога станав професор, тоест пратеник, веќе втор мандат, е тоа што јас имав навика кога бев професор да го исклучувам Фејсбукот, да го деактивирам и да пишувам книги. И обично секогаш летно време тоа го правев. Тоа беше некаде јунска сесија која ќе заврши, јас го исклучував Фејсбукот и тек до октомври додека не почнеме со настава и во тие ми беа најплодните месеци. Сите книги, трудови научни ми се тогаш пишувани, затоа што сум многу самодисциплиниран. Значи имам дневен распоред, станувам, пишувам, одмарам и така ми биле одморите, практично преку работа, затоа што у цела фрка ти немаш време да се посетиш на струката. И сега со фамилија, со деца, тоа го немам. И плюс тоа и со јавна работа. Сега јас да деактивирам профил одма. Па си го деактивирал, па нема, па зошто? Башка сите чекаат што ќе напишете денес, сега да бидеме реални. И со овие скандали кои не можеш да ги постасаш, знаеш, треба да имаш став за нешто. Да. И тој момент малце ми фали да се малце еквидистанца и да се сталажам и затоа и немам книга напишана, например. Колку време? Па последната, бидејќи морав да ја напишам, ама ми беше долго пишувана со години, морав да ја напишам за редовен професор сега, минатиот одмор во Кавала, кога моите беа на плажа, јас седев во станот, под клима, со пиво и си ја пишував книгата. Едно 10 дена, многу солидна работа. Тоест не ја пишував, таа ми беше напишана, само ја систематизирав поглавје,
средува фусноти, начин на цитирање и слично, и ми беа потребни баш толку околу 2-3 недели да ја скоцкам и ми се погоди добро баш тогаш да ја напишам, бидејќи ми беше услов за избор во професор да имаш учебник. И таа ми е последната, но ти викам, таа ми беше пишувана долги години наназад. Некојаш Тамара ми вика, ти си ненормален кој ќе ме види навечер, сета фрка. Јас сум седнал и преведувам Теодосиев кодекс од Византија. Ми вика, добро, викам, тоа ме релаксира, остави ме. Секој си има Сите свој начин. спијат во, не знам, во полнок и јас преведувам Теодосиев кодекс. И тоа ми е убаво, не? Каков е еден живот помеѓу правник и економистка? Таа предпоставувам Види, ве разбира. она не е класичен економист, бидејќи е маркетар. Така. И дури компатибилноста тука се гледа, што во некои од кампањите она многу ми помага. Да. Од аспект на PR, стратегија, маркетинг и слично. И тука ги користам нејзините совети. Некогаш се караме. Дали некогаш и е криво што сте јавна личност, политичка јавна Па личност? можеби овој аспект кој го кажав од аспект на фамилијата. Да. Сега не се должни децата да трпат. Ама на крај крајава она знаеше за каков човек се мажи. сигурно ве познавала кога. Така што не, тоа е цената која ја плаќаме како семејство и нема љутиш тука. И научивме да живееме со тоа. Иако не е седно, но прифатливо до одредени граници, знаеме. Од аспект на ова маркетинг советија знаеме да се скараме, затоа што за разлика од незиното школо за маркетинг, јас имам интуиција. И не ја давам, и често јас ќе направам некој куршлус, знам и на избори да направам скандал, кој она после треба да го менаџира пиаровски, и често ќе кажем на тие средби кога ќе имаме со креативен сектор и слично, маш ми е ужасен за пиар менаџирање. Ти знаеш, јас знам и да испцигам, знам да бидам и по... Тоа го И правите тоа, свесно или несвесно? Не, јас сум многу по интуиција, значи природен. Јас сум природен и како сум дома, така сум и на говорница, така сум и тука, така сум со студенти на предавања. И тоа ми е хабитус. И не го калкулирам пред време, па ај сега ќе опцувам, па сега нема да опцувам, не. Сега ќе направам драма, не го планирате И затоа сум тежок за однапред. протоколарно следење, знаеш. За протокол сум жива напаст. Добро, Не па ме морам да сакаат. признам дека ни ја правите интерес на политиката. Па да, Благодарение на затоа вас што се е размрдам. здодевна, Малку здодевна се во- размрдам како благодарение на... чичковци со костимчињата, ја не сум таков човек. Но од друга страна па политиката е премногу битна да им ја оставиме на такви уштиркани чичковци, знаеш. Пошто за нас се работи, на крај Апсолутно. краја за овие луѓе кои идат по маички и за радничка класа. И сега извинете, вие сте елита, бидете си елита, ама оставете ни нас да бидеме тоа што сме. И да си кажеме тоа што имаме да кажеме. Ајде да се навратиме повторно на летото, на морето. Споменавте дека не сакате многу да пливате, но не се сеќавате ли кој и кога научивте да пливате? Го памтите Да, и се каде? сеќавам со татко ми во Ас научив да пливам. И тоа ми беше вау, доживле. Знаеш, сега сме немале мобилни да се сликаме. Исак Лани научи нешто 5 метра да па го снимавме и тоа ни беше доживле по баби дедовци. Се сеќавам као сега дека он ме држеше вака, па ме пушти и научив да пливам и сум добар, сум солиден пливач, знам да пливам, знам да се оддалечам и во подлабоко, иако да кажам согласно мојот темперамент, повеќе ми одговараат базени. Затоа што тие така поелегантно ми е, нема загадена вода, па песок, мразам, јас сум девица у хороскоп и мразам, Претпостави, па. мразам која ми е, не знам, водено, па мачкај се со тоа за да не изгореш со кремите, па мразам на мене да имам тоа мрснотилак и така. И ја, знаеш како, има едно кафанче таму на плажата, јас одиме, ги оставам под чадор, може би Збориме за кавала? За кавала, да се избања. У кавала има многу фри од аспект на не плаќаш паркинг, не плаќаш лежалки, градски плажи, се многу културно, не се многу е окей. И од друга страна е град, за не е како овие на Халкидики, на Краци. големо градче, Туку можеш е да градиш, прошаташ, да, сум колку била Битола и- е голем, да, и ако не ти се свига плажа, си идеш у стариот дел како во Охрид, знаеш, со наши култури. Тоа бил македонски дел, мислам, македонци живееле таму, на кај драма, на кај... И архитектурата е иста. Така што таму ми е многу убаво. Ако не можеш таму, си одиш во кафанчето, си пиеш пиво или... И
Тоа ми е поимот за... На плажа, понекогаш кога одите на одмор, пишувате, најчесто пишувате книга, но дали читате книги на плажа? Да, И дали читам, читате бестселер? да. Читате, можеме ли да видиме со... Не, така? Јас не читам белетристика многу одамна. И тоа сестра ми знае често да ми го префрли, бидејќи она е книжевник и ги чита сите. Ама јас не. Јас читам стрикно стручна литература, значи читам политолошки дела, историја на право, римско право и филозофија на право. И тука ми завршуваат интересите и дури и таму не можам да постигнам се да испрочитам. Така што аз сум читач, голем читач. И тоа ми е пасија. Значи читањето ми е пасија. И читањето и учењето ви е пасија, со оглед на тоа добро, што сте биле учењето. правенец на генерација, дополнително просек 10.00 и тоа Без преполаган испит. Без преполаган. Јас кога Јас не кога сум го преполагал слушнав, за 10, ви го слушав тоа интервју и го повратив да го вратив тој дел да видам чекај дали Види, добро ние радам. делуваме килаво, али сме Не, сериозни него кога тој- ќе се фатиме за работа. Далеку од таа помисла, не ми беше верно дека некој оди толку сигурно велите во интервјуто дека одите ако знаете, ако не знаете не одите и никогаш не ви се случило да паднете на колоквиум или на испит. Тоа е фасцинантно. Ретки се Види, тие. ние имавме многу подобар систем од овој ЕКТС, не знам ти дали го фати ЕКТС. Да, ИКТС, јас сум Тоа ИКТС. е ужасен систем. За жал. За жал, copy-paste. Ние имавме систем кој беше наследен од Југославија со стари професори кои ти испитуваат усно и ти во тоа време имавме право да, ако освоиш во прва година просек над 8,5 или 9, да имаш право со молба до декан да ти дадат право да полагаш испит без да го слушаш. И сега, ако си малце поинтелигентен, што направив јас? Не направив ништо топла вода да измислив. Си направив само добар план, годишен, во која сесија, кои испити ќе ги полагам. И толку. Например, јунска сесија полагам римско право. Готово, го учам римско право и одам го полагам. Нема тука во септемвриска, не знам, полагам вовед во право. Го полагам и сум си направил годишен план и програм и само праќаш молба до декан да ти овозможи. Ти овозможува и одиш полагаш. Многу подобар систем. Апсолутно. Далеку подобар за И посебно за Така нашиот јас факултет. практично со добар план, као прав комуниста со петолетка, знае, петолетен 4 години план, правиш план која година кои испити ги полагаш и нема промашај тога. И никош не ми се десило мене да ми става деветка и да речам, ја не ја зимам, па ќе дојдам да преполагам и ја поништам. Не, од старт Идам на 10. прва, да. Секоја Идам на прва и оглед тоа на- имам ја еден таков како викаа на женски оркестар, таква ти фацата и заек да те види ќе почне да лае. Ја имам некој таков момент кај што цела генерација заглавува кај професор, мене тој професор ми е како од шала. И обратно, кај што сите поминуваат лесно, јас поминувам тешко, не сакам нешто така. Имавме ние Пеливанов. Пеливанов немал ставено повеќе од 6 30 години. Нит го знам човекот, влегувам, полагам, он вака ме гледа. Ми става, не ми кажува што ми става, ми го дава и ти е страв да отвориш, знаеш како ќе отвориш. Добро, нешто излегуваш, става, битно пишува, не е дека ме бутка. Излегуваш и знаеш како се полагаше кај. Идеш са бајле да полагаш во 9, полагаш вечер у 8. Да. Пошто бевме 1000 чека, студенти. Да, чекаш. Гладен, не наеден, тако, по цели ходници, знаеш, направен как. И излегувам јас. Што ти стави, вика Пеливанов, покоен е Пеливанов, иначе беше еден од основачите после на Левица. Не знам, викам што ми стави, сега ќе видим. Отварам, 10. И знаеш, тоа се шири меѓу генерација, као, вау, требало Пеливанов на ставил вести да оди. 10, знаеш, као, вау, добро. Интересно. А какви ви беа летните одмори кога бевте студент? Со оглед на тоа што сте имале вие слободни лета, не ви останал ниту еден испит, Така, немало во потреба јунско да мислите, завршува. сте немале грижа на совест и така натаму. Претежно, па не се сеќавам се, претежно ми биле слободни, не сум учел летно време. Обично Како јули сте ми се бил. забавува? Како Апасиев се забавуваше во тие А дни? јас сум антизабавњак, значи јас сум, тој што ме знае дека ја сум алергичен на зборот забава. Така што не сум се забавувал, не се забавувам ја. Се многу. забавував, Но зимам да веројатно, читам знаеш, книга. За мене одмор што е? Одмор, ако гледаш филозофски, одмор е да не ги правиш работите кои ги правиш во секојдневието.
Например, ако секој ден видите ти да станеш у 7, да се избричиш, да се дотераш, дојдеш на работа, одморот ти е кога нема да станеш во 7, кога нема да се избричиш и кога нема да дојдеш на работа. И веројатно така, јас имам бидејќи сум педантен, во тие месеци, се сеќавам сега, сум си ги средувал работите. Например, сум си ја средувал библиотеката од се што ми е насобрано цела година. Или сум си ги средувал фотографиите во лаптопот, ме разбираш? Некои такви работи за кои што ти треба класична време, девица, имам неколку другарки на кои девици. што ти е така, на кои Тоа е што ти тоа. треба време, ама немаш време во секојдневиево и чекаш одмор за да си се средиш. Ви да се си, јавуваат знаеш другарите, што. не, јас се забавувам во библиотеката. Мајка ми кажува дека јас не се сеќавам како дете, например, вика ќе те викнат другарчињата од мало, задзвонат да те викнат. И ти ќе кажеш не, да си ја напишам домашната, па ќе излезам, да. Сум бил- Браво, браво. И види, јас до ден денес знам да и се јавам на Тамара, а она е сосема опозит, она губи документи и така. Јас знам да и се јавам Креативен и неред. да и кажам. Во втората фијока на плакарот, од лева страна, бурични, најди ми го тој и тој документ. Точно знаете Точно каде, знам се во каде. кој ќоше и така натаму. До ден денес знам и на работа сум таков, до ден денес знам и во собрание знам. Имам добра распределба кои закони од која страна ми стојат, кои закони се за блокирање, за амандмани, кои закони се спорни, кои не, каде оди кореспонденција. Се ми е тоа испланирано И се ми фактографска меморија и се селектирано бесprekorno. секако што треба. А на концерти споменавте дека сте оделе на концерти. да, На кои сум концерти сте оделе? Дали ден денес знаете да отидете ако слушнете дека Да, некој доаѓа тука на Балканот? Да, и со Тамара одиме често на концерти. Сега бевме последно на овој во Штип што беше од Дојран што го префрлија Д-фест, Д-фест. да. Го однесов и Исак. За прв пат имаме една слика на некои панкери свиреа таму како он прави вака на качен на ушка, така да го учиме на на поубава музика. И да, знаеме на концерти да отидеме. Порано во МКЦ многу често одев на свирки. Тоа ми остана уште од дете. Сепак да. сте имале забава, не е дека до толку не сте се Од забавувале. аспект на овакви класични забави по дома правење и слично, не сум модел на такви, но на вакви свирки, Наменска, рок-н-рол свирки, да, и како. И тоа се сеќавам, сестра ми живееше во Скопје као студент, она 2 години нели постара, ја уште средношколец, 3-4 година, сме доаѓале на овие свирки или концерти во Скопје, на Скопје гори, како се Аха, викаше, да. па овие други што беа годишни концерти и нема кај да спиеме, па спиеме кој кај сестра, кој кај братучетка, кој кај друга. Те снаоѓаш. Ама добро, и тоа Као е, ние деца од Веле, знаеш, идеш со воз, дотеран алтернативно на Скопје гори идеш, или у МКЦ. Во МКЦ на свирки многу често сум видел. Последно го уништија некако, нема ништо таму. И да, и до ден денес знаеме да отидеме на концерт. А Скопје во лето ви се допаѓа? Скопје порано многу ми се... Има фази. Значи, кај што не ми се допаѓа, кај што ми се допаѓа и сега сум во фаза кај што не ми се допаѓа. Што не ви се допаѓа? Па многу работи, многу е прљав. Не знам, дури и странци кога ни доаѓаат се чудат. Луѓе, верувајте, се чудат. Сега бе во Москва. Знаете, во Москва нема, прво, поради терористичките напади кои беа со Чеченија таму, ги извадија кантите за отпадот. Немаат кај да фрлиш ѓубре, а нема пикавец, нема ништо. Ама чистат, нашиве не чистат, значи многу е прљаво. Следно е многу е агресивно станато секојдневието, значи насилно. Значи може, не знам, за сообраќајен прекршок да те претепаат и такви некои моменти кои ми пречат агресија. Следно ми пречи ова пеењето на оџи у 4 саат. Тоа е надвор од здрав памет, значи. И немаш едноставно мир. Јас сум човек кој сака мир. Значи, знаете како викале, има една турска поговорка и магаре да сум, раат да сум. И во политика, ако си чесен и некорумпиран, можеш да си најдеш раат. Значи, јас работам, треба да имаш раат кај што ќе се... Веќе Скопје почнуваме со Тамара да не го осеќаме како... Затоа се преселувате во Штип? Па Тоа е една од претежно причините? една од причините тоа и втората е затоа што немаме помош, бидејќи сме ние незините се од Штип, моите се од Велес и некогаш се има случајно момент да нема кој да ни го земе детето од школа, да треба да доаѓа мајка ми од Велес со автобус за да го земе на не сваќате. И кога сте вака пар кој нема помош, а има мали деца, и те како е потребна помош. И затоа на бабите треба Нобелова награда да им се даде. Ајде, после некој време ќе ве прашам како е да се живее во Штип, дали го препорачувате како Ќе град видиме. за живот.
Како се релаксирате во однос на исхрана, односно дали внимавате летниот период на исхраната, дали имате некоја посебна храна во лето? Што е тоа што задолжително го јадете во лето? Имате нешто такво или не? Јас сум човек кој никогаш нити внимавал, нити има индиции да внимава на исхрана. Јадам буквално се, месо јадам, и тоа речиси секогаш. Не памтам да сум правел не знам диети или нешто. И веројатно тоа е наследна некоја линија, не се дебелям. Ние сме со Борис се зафркававме единствените пратеници кои истерале цел мандат со иста килажа. Така што тоа ми е во порано за време на студии постев и тоа сите овие великденски и божикни пости. Се сеќавам ни за нови години поред, јас не можев да пробам руска салата и слично, бидејќи постев, но постев свесно. Се до пред некоја година, кога престанав да постам. Но не постев од религиски причини. Тоа сега да кажам, сте религиозен? Спомнате сакате црковна? Да? Верник, но не сум религиозен од аспект на одење во црква и такви работи. Но не сум атеист. Не се декларирам себе си за атеист. Постот ми беше повеќе од, како да кажам, во тоа време бев по јога и слично, повеќе ми беше од аспект на аскетизам и од аспект на јачење карактер. Дали имаш карактер да издржиш 40 дена без месо, иако сум месождер, јадам месо у секоја прилика. И да, и така си го јачев карактерот. И од тој аспект сум имал некои такви режими на исхрана, но не се придржувам многу. Јадам буквално се и се што. Некогаш за време на избори сум по цели денови на пица и хамбургер, некогаш па знам на салати и зеленчук, така што... А имате во лето нешто што задолжително го јадете, со душа чекате да почнете да јадете лубеница или некој таков? Тоа да, диња сакам многу, диња сакам, праски сакам. И јагоди, затоа што ме враќаат од детство, бидејќи баба ми чуваше, одгледуваше јагоди во бавчата и ми се многу тие овошти ги сакам, да. Лубеница не сакам многу, бидејќи има семки. А дињата е по-фраерска. Не треба да ја чистиш. Да. Ме интересира и основањето на политиката и тоа колку влијае врз летниот период, затоа што кога имаш политичка партија, предпоставувам немаш слободен ден. Апсолутно. Да. Тоа влијае, еве сега како пратеници од Илинден обично ни почнува тој фамозен одмор или ферија, но нема одмор практично во политика, бидејќи сега се спремаме за избори. И сега ти мораш да посетиш локален огранок, да дадеш интервју, да поднесеш закон и слично, така што нема одмор, но ќе скубнеме некој продолжен викенд најверојатно и тоа ќе ни биде одморот. Тој продолжен викенд би бил во Македонија или би бил надвор од Македонија? Па не се ние, знаеме и до Србија често да отидеме, бидејќи Тамара има роднини таму, по мајка е Црногорка и има роднини во Црна Гора, знаеме во Белград, може би и натаму. Често одиме и урбано. Ние често, последно бевме пред некоја година во Рим на краток период и бевме урбано. Буквално онака. И имаме навика никогаш да не користиме такси или кола кога сме во туги град, туку да го одиме пешки колку што можеме да повеќе или да користиме јавен превоз нивни, знаеш. Нивно метро, нивен трамвај. Така најдобро се доживува градот. Тука сме буквално, знаеш тоа, во Рим биди римјанин. Да се стопиш со таа атмосфера. Или дури и кога одиш, не знам, и во Солун кога одиме некогаш, ќе си изнајмиме на Airbnb стан во некое нивно мало со зелен пазар, кај што ќе станеш со бајле да си пиеш кафе во мало, да го осетиш градот не од туристички аспект. Бидејќи туризмот, знаеш, туризмот секогаш нема само добри страни. Дури и луѓето кои живеат од тој масовен туризам им е преку глава од туризм. Па видовме во Шпанија што се случуваше, во Венеција што се случуваше, со локалното население е поубаво така. А го правите ли тоа во Македонија? Колку ја туристички ја посетувате? Да. Ние сме као феријалците на времето. Запознаја татковината да ја сакаш повеќе. Да. Имам и омилени места, да ти кажам, најомилени градови во Македонија ми се Крушево и Кратово.
Зошто? Да би можел, таму би си купил еден имот и би си на стари години пензионерски би си живеел во некоја од тие куќи во Кратово или во Крушево. Знаеш дека по-скапо ти е кола да купиш отколку куќа во Кратово да купиш, например. Да. До толку се не знам зошто се девалвирани као цени, но во суштина животот таму за пензионер зборам, кога Така. отидеш во пензија е фантастичен. Многу ми се убави затоа што се на високо. Да, на високо се има шума и се многу живописни, особено Крушево е живописен од аспект на архитектура и од аспект на историја, а Кратово е многу убав со тоа шеталиштето кај реката таму и со историјата со тие пештери, со тие подземни, како ги викаат, тунели, со тие кули, мостови, многу ми се убави. И тие градови гледам и да ги афирмирам, дури кога овој институтов наш левичарски Рацин правиме летни школи, и една од школите не беше во Крушево, една во Кратово, една на Молика, така низ цела држава. Немате некаква поврзаност со градови? Мислам, семејство, нешто, не. Туку едноставно ми се убави како можете да се Тоа пофалите? е потенцијал кој може, ако имаш паметна политика, да го развиеш на како дестинација за туризам. Прекрасни градови. Можете да се пофалите дека ја знаете Македонија? Да, можам, затоа што многу ја имам шетено. Не само со извидници, туку и приватно. Речи си да нема град кај што не сум бил. Не, зборам пред да станам политички активен, сега и со политика и ние веќе основавме над 60 на ограноци, така што ја знам Македонија и со даскалување во селски даскал сум бил до сега. Така да. Ја имам шетано уздуш и попреку. И по планински тури и по секакви. Велосипедот е се уште рамо до рамо со вас, претпоставувам. Да, но за жал се поретко го возам и се надевам дека сега кога ќе се преселам во Штип ќе си направам некоја екипа од бивши познаници и другари кои што возат, затоа што има таму предели кај што можеме да возиме. И да, тоа ми остана, особено планинско возење, но не ми еднаш со Тамара пробавме, се дупна гума и ги оставивме точаците у планина, па после отидовме да си ги земеме. Имате друго хоби? Па нема многу хоби. Еве ова, акваристика и точак возење. Точак дури не го рачунам за хоби затоа што до ден денес знам ако немам кола или ако нема кој да ме префрли да си го земам точакот да си отидам до собрание со како точак. практично. Да. По кеј ми е многу практично и сега новите простории на Левица се тука кај Адвокатска улица и по кеј ми е веднаш блиску и за 10 минути сум со точак. И на таа работа и на таа работа. Дали единствено Кина останува желба за посета или има можеби уште на листата вакви земји кои што сакате да ги видите? Кина и Куба. И за Куба добивме покана од Комунистичка партија да одиме во октомври, но моравме да ја откажеме. Но ќе има прилика, мислам дека ќе отидеме. Проблем ми е летањето, да ти кажам искрено. Не сакам многу да летам. Се плашите? Не се плашам, туку имам некоја фобија и секогаш гледам да летам само кога морам. Не, знаеш, од туристички причини многу ретко, 2-3 пати дали, службено повеќе кога мора, еве последно во Москва, и секогаш кога летам, гледам да не менувам авиони, например, не преку Истанбул, не преку Виена, не преку Белград, да, директно, бидејќи ми е стресно тоа, се уште го немам као момент, не знам зошто, и кога ќе се навратам, па никој социјалистички лидер не летал со авион, сите иделе или се вротили. Знаеш, атентат најлесно се прави у авион. Тоа може би во подсвеста го имате вие. Да, види, како вика, тој еден српски министер ли беше, што ми остана, вика, абе, да, смртноста од ковид е толку посто, али е 100% за тој што ќе умре. Така и ова. Статистички гледано, е најбезбеден превоз. Ама ако оди нешто у квар, сигурно дека ќе загинеш ако ти падне, нема не можеш ништо да смениш. Иначе статистички поголеми шанси имаш да загинеш до аеродром, дека одиш у сообраќајка отколку да ти падне авион. Да, зависи. Ете имаше и последната авионска несреќа еден преживеан, тој. Да, во Индија тој што падна. Во Индија, Индија, моја грешка, така што ете има и чуда. И но, например, во големи држави име, еве, во Русија име секојдневие во внатрешните градови да се патуваат со авион, пошто тоа е огромна држава, не е како кај нас со кола за 2 сати си сега. Еве сега на враќање од Москва, прв пат се осетив релаксирано вака.
тоа значи дека можеби, бидејќи јас работам на моите фобии и стравови, ги медитирам и можеби со тек на време ќе го анулирам. Но не ми представувало проблем. Значи, кога мора, јас одам, не ми е проблем. Но на такви, например, прекуокеански летови, не знам како 12-13 сат би издржал, знаеш. Или до Кина, или до Кореја, ако треба да одиш, или до Куба, или како би издржал 13 сати. Моите летови се, ти викам, до Москва, до Петербург, до Истанбул, до Хургада, до тука европскиве што се на 2-3 сати, знаеш. И сега друго е 3 сати овој, друго е 13 сати. Друго е точно, но кога треба да се оди во Кина или во Куба, за Кина и за Куба ќе се жртвуваме. Ми беше огромно задоволство, се надевам дека успеавме да донесеме на пријатна атмосфера. Не знам, не се мои фахови емисии, ти ќе кажеш дали била добра, јас не сум за оваков тип на емисии, јас сум за политички кај што има жустра дебата и слично, но се надевам дека добро ќе видат гледачите малце и од страна која што ме немаат видено. Да, и задоволство ми е што веднаш прифативте поканата, што имавме можност и прилика да ве запознаеме во едно поинакво светло. Верувам дека уживавте во разговорот и дека успеавме да ви направиме малку одмор од пред локалните избори. Ќе посакам добро лето, добар одмор. Одморете се онака како што сакате и како што ви е најдобро. Фала ти уште еднаш на поканата и се надам дека се представивме во поинакво светло. Да, се надевам дека и за вас, почитувани, беше интересно и дека одбравме одличен гостин за да ве релаксираме и опуштиме ова лето. На самиот крај ќе се заблагодарам на нашите пријатели Бутик Дона, кои што се грижат за мојата облека. Тука се и Magic Moments, кои што ќе ги заследите на Инстаграм, доколку имате потреба од некаква декорација, правите свадба или некаква веселба, ете кој ќе се погрижи за тоа да имате убав амбиент. И на самиот крај ќе ви наздравиме со прекрасниот безалкохолен коктейл од ресторан Дион нашите пријатели. Ви благодарам што погледнавте уште една епизода на Моје лето.